Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. И денес ќе зборувам за една нова тема од книгата на авторката Шефалица Вари родителска карта. Темата го содржи чекорот број 8, кој што гласи: родител забележи го, примети го и препознај го своето его. Меѓутоа, пред секој чекор Шефали пишува стихови кои што се наменети за родителите и токму поради тоа јас ги читам овие стихови, ги упатувам до вас, затоа што се токму од наменети, значи упатени се кон вас, драги родители, од страна на авторката Шефали. Која сум јас под моите 100 маски? Дали сум ова или она? Или сите? Или ниедна? Го напуштив целосно она што навистина сум. Во сиот мој очај, во сета моја очајна потрага, го изгубив патот. Во мојата потреба да бидам во право, завршив многу погрешно. Низ целата моја храброст и големство, всушност, јас клечев од страв, за да го фрлам врз тебе, дете мое. Но сега е време да учам испод моите маски, да се пронајдам себе, да ја пронајдам својата суштина. Да, токму така. За да можам да ти дозволам да уживаш во она што си ти. И преку овој чекор, Шефали им зборува на родителите дека секогаш кога родител чувствува страв, чувствува несигурност, тој ги носи своите его маски, ги навлекува своите его маски, бидејќи многу е тешко родителот да може да дојде во допир со стравовите од своето внатрешно дете. И единствено нешто кое што му останува, како почетно, за да може да дојде до допир како прв чекор е да дојде во допир со внатрешното дете како прв чекор е да почне да ги наблюдува своите надворешни реакции, односно оние реакции од неговото его. И Шефали ги прашува родителите дали родители сте запознати дека носите, навлекувате его маска секој пат кога ќе се вклучите во следните однесувања. Кои се тие? Тие се кога им викате на децата, кога им врескате, кога ги пцуете вашите деца, кога се само обвинувате, кога се само критикувате, кога се повлекувате со отфрлање или пак влегувате во еден огромен страф и се изолирате самите себе си од врската со детето, или пак едноставно се затворате, не сакате да комуницирате и така натаму. Преку овие дисфункционални однесувања ние можеме да го идентификуваме нашето его и да почнеме да го разбираме. Зошто? За да можеме да се заштитиме од тоа наше его во односот со децата. И почнувајќи со надворешната реактивност, таа е всушност тоа е најлесното нешто, најлесното почетно место од каде што ќе започнеме со идентификација на нашите его маски. Шефали секогаш на своите клиенти им се обраќала: ајде родители да започнеме со вашите его реакции, затоа што тие најлесно можеме да ги забележиме. Меѓутоа, пред да навлеземе подлабоко во таа проблематика, прво морам да ви го поставам прашањето. А тоа е: дали вие како родители верувате дека егото е лошо во овој контекст? И давам јасно на родителите дека скоро сите родители го давале одговорот да. Зошто? Затоа што природно е ние да му се налутиме на егото, затоа што тоа ни создава голем хаос во нашиот живот. Меѓутоа таа им сугерира на родители, за да го разберете егото, потребно е да се тргнете од осудата. Да не го обвинуваме. Зошто? Затоа што откривањето на его маските
пред се не е за да судиме, да се обвинуваме себе си или да обвинуваме други, туку исклучиво заради разбирање зошто сме влегле во состојба на его и зошто тоа делува така како што делува. Значи, мора да се нагласи дека има причина за постојањето на егото, а тоа е заштита, адаптација, безбедност. А зошто е потребна заштитата? Заради нашето исплашено внатрешно дете. Бидејќи егото е создадено за време кога ние сме биле деца, значи во нашето детство, како средство за обстанок, како средство за адаптација, тоа користело, значи, механизми кои што се примитивни, тие се незрели, детски, во кои што се вклучени викањето, врескањето, себе повредување, саботирање. Значи, ние не сме, ако не сме ги научиле зрелите, возрасните, начини на справување со чувствата и со емоциите, ние остануваме на место каде што ги знаеме само овие детски техники. И жалосно, овие техники, кога сме ги користеле во односот со децата, секогаш ни создавале проблеми. Значи, ни создавале уште полоши ситуации во односот со децата, значи ни создавале неусогласености, дисфункционалности, кога овие сме останале на овие техники, внесувајќи ги во процесот на родителствување. И затоа таа вели, стравовите на нашето внатрешно дете стануваат уште поголеми, тие растат, како родителствуваме, затоа што не сме ги научиле тие возрастни начини на справување со детските емоции, со детските чувства. И токму поради тоа, значи, за да може родител да излезе од ова мочуриште на стравови, потребно е да почнува да работи на себе. И тоа е она што овој водич го прави, родителски водич или книгата Родителска карта, до сега и од сега, значи таа им сугерира на родителите, ќе ве научи да се стремите кон вашето внатрешно дете преку едни одговори кои што ќе ве направат многу посамозајакнати и кои што ќе ве однесат во една насока на промена кон свесна состојба во процесот на родителствување. Таа ги прашува родителите: родители, дали сте слушнале за состојбата и одговорите на вашето тело преку 3 начини на однесување? А кога родителствувате? Тоа се на англиски, таа ги нарекува 3 F's или fight, flight or freeze. Значи, во превод тоа би било 3 начини на, значи, првиот начин на одговор на нашето тело е преку борба, вториот е преку бегство и третиот преку замрзнување или стаписување. И врз основа на овие 3 состојби, таа конструирала 5 родителски его категории, кои што ќе му помогнат на родителот многу полесно да може да си ги идентификува своите его маски во кои што навлегува во текот на родителството, значи да може полесно да ги забележи, да ги види, да ги препознае своите его маски, своето лажно его. И овие 5 категории кои што ги создала Шефали, тоа се група на родители, значи борци. Првата група, втората категорија е фиксери, родители фиксери или поправувачи. Третата група е родители фејнери или родители преправачи и замислувачи.
Четвртата категорија е родители замрзнувачи или родители кои што значи се стаписуваат, остануваат во состојба на стаписаност. И петата категорија е родители кои што се неозбилни родители, непочитувачи. Овие 5 категории Шефали ги создала со целосна свесност дека нашата психа и како е бесконечно комплексна и дека никој од нас во текот на целиот живот не носи една маска. И овие категории на Шефали се собрани од незиното лично искуство со родителите, со незините клиенти и се наменети пред се за да можат да ја подобрат родителската свесност за себе. Тие не се емпириски потврдени, тие не се научни докажани, туку тие се наменети едноставно на родителите да им обезбедат снимки и сеќавања од вообичаените реакции, за да можат нивните, значи вообичаено его реакции, за да можат полесно да ги идентификуваат со оние кои што одговараат на нивниот уникатен стил на реактивност во кој што се навлезени. Значи, сепак та вели, бидете свесни родители дека како што се појавувате во една врска, во другата врска вие можете да се појавите драматично различни. Значи, ние можеме да бидеме помалку од секоја категорија на егомаски, за одредени делови од аспекти од нашиот живот да бидеме во една категорија, а за во нареден дел од нашиот живот да едноставно да се префрлиме во сосема друга категорија. И меѓутоа разбирањето на овие его категории овде е само заради една единствена цел. Значи да создадеме една внатрешна свесност за самите себе си. За тоа како реагираме ние кога сме поттикнати. И таа ги советува родителите како што ќе одиме понатаму со наредните содржини во оваа книга, да влезете во една љубопитност, во една состојба на една со една авантуристичка ведра енергија, бидејќи само така ќе можете да откриете нови делови од себе и од другите кои што се блиски во вашиот живот. Меѓутоа, ова патување пред се мора за да навлезете во него, мора да имате еден отворен ум, да имате еден разигран ум, за како што ги поставувате диагнозите на вашите, значи, на вашето его. Например, можете да кажете, да, јас во тој дел овде сум борец. Или во тој дел јас се препознавам како несериозна, како, значи, сум се однесувала со непочит овде. Или пак да, се препознав овде, не се однесував како што треба во односот со своето дете, овде треба да направам корекција. Но исто така и можете да препознаете делови кои што не се однесуваат на вас, препознаете категории кои се однесуваат на ваши блиски личности, од вашето семејство, од некоја мината врска и така натаму. Меѓутоа, таа вели, запамтете дека секој од нас носи егомаска. Може да биде една, може да биде две, може да бидат и повеќе. Но битно е овде, најбитно е овде дека кога ги разгледуваме овие маски, кога зборуваме за нив во наредните содржини, да нема, значи да ни биде јасно дека нема што да се плашиме, нема што да се срамиме, затоа што овде само откриваме и идентификуваме. Што представува еден навистина огромен чекор во насока да можеме да разбереме кои егомаски ги носиме со цел да ги прекинеме тие наши негативни образци, негативни шеми на однесување, негативна реактивност во насока на позитивно зајакнување и поврзување со другите. И таа вели на крајот ги советува родителите, ве охрабрувам родители да стапите во контакт со чувствата испод маските кои што ги носите, кога ќе ги препознаете
и да најдете креативни начини како да се поврзите со тие чувства, дали тоа ќе биде преку пишување, преку водење на дневник, преку медитација или преку цртање, на вас останува избор. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден. Се гледаме.